Како тоа ја разводенуваш тезата на Касами? Во чија корист ја разводенуваш тезата на Касами? Сериозно значење треба да се даде на овој говор на Касами. Да се види што тој мислел со тоа. Како тоа го зимаш у влада и го браниш. Демека бе ништо, си мафта и си отидо. Замисли да излеземе ние се. На митинги да кажеме Драч ќе го правиме главен град на Западна Македонија. А после тоа зошто не и Приштина? Замисли тоа да го направиме. Па Панче ќе дојде да не апси, лично и персонално. Gina, që ta bëjmë edhe shtetin e dytë shqiptar, Kosovën dhe pas Kosovës, pastaj pse jo edhe Maqedoninë. Абе си мафташе и си отиде и шо? Така рече Мицкоски. И шо? Ништо од тоа. Треба ние да правиме сега да стави. Гледаш што вика? Ти мислиш дека има што? Не памтат луѓето? Демек си мафташе како тоа ја разводенуваш тезата на Касами. Во чија корист ја разводенуваш тезата на Касами? Сериозно значење треба да се даде на овој говор на Касами. Да се види што тој мислел со тоа. Како тоа го зимаш у влада и го браниш. Демека бе ништо, си мафта и си отидо. Замисли да излеземе ние сега. На митинги да кажеме Драч ќе го правиме главен град на Западна Македонија. А после тоа зошто не и Приштина? И Косово, замисли тоа да го направи. Па Панче ќе дојде да не апси, лично и персонално. На информативен разговор ќе не викне. Како бе вака? Демека си мафта и си отидо. Демек никому не е битно тоа. Не, мислиш дека никој не памти? Сите памтат. Ти мислиш дека не памтат. Демек заборај народов кој ги е. Не е така. Ајде ви мислите на тоа. Ние, само да те надополнам, ние главниот проблем кој што го имаме во држава е тоа што политичарите никогаш не размислуваат ниту за кауза, ниту за идеја, туку секогаш размислуваат прво за својата политичка фотелја. Значи него не му е битно што кажал Касами, како го навредил македонскиот народ. Него му е гајле ни бугарите што викаат за македонски. Едноставно он прави математика дали тоа ќе му направи подолго да задржи фотелјата или побрзо да ја изгуби. Тоа е единствената математика во моментов кој што се случува во главата на Христијан Мицкоски. И се случувало во главите на било кој политичар изминативе 33 години, затоа сме до тука. Иначе имаме во моментов 1105 лајкови, 2900 не гледаат, ајмо шер, subscribe, викнете пријатели да не гледаат, имаме уште интересни теми. Само малци за водата загадена што не е за пиење да разговараме, струмица тето гостива. Да. Не е само струмица, не. Они го напињаат само струмица. Они го напињаат само струмица. А водата не е за пиење у 5 општини. Затоа што нема излезено министеров и за земјоделие Цветко и Цветан. Цветан, да. Нема излезено на терен и панкерот, кумашинот на Мицко. Прават они шеми, они не едат на терен. Може и излегле, Не. Ке збориме бе, ке за кратко. Ке стигнеме до тоа. Не знам дали да го погледнеме уште видеото за баба му дали била еврејка, да го искоментираме уште тоа. Па доставиме и нешто за утре за со Филип, има уште и сечоци дел. Не бе, ке ги коментираме пак утре со Филип. Дај пушти да видиме што има седно видео, ајде. Па еве ти за баба му дека е евреј. Ајде да видиме. Еве едно прашање имаш. Поздрав до Лазаров. Дали е точно дека бабата на премиерот Мицкоски била еврејка, како што тврдеше бугарскиот екс-премиер Петков, дека му кажал Мицкоски? Ја не знам што тврдел. Ова се провокации се, а некој? Да. Добро, не сакам да коментирам повеќе за тие работи, но сакам повеќе да зборувам дека израснавме во едно семејство во кое што навистина
имаше една голема хармонија во која што сите ние, и јас и сестра ми, функциониравме заедно со родителите. Јас сум горд на сето тоа што сум го имал. Зашо не одговори? Прашањето е од нас. Да, зашо не одговори дали на Кирил Петков му рекол дека баба му е еврејка? Збореше каква хармонија живееле у Да бе, семејство. кажи, да, не. Никош не сум, кажи никош не сум кажал такво нешто. нешто, Или или да, кажи на бе, вистина, да, мојата да, баба потврди, има одбив, еврејско да. потекло, била во концентрационен логори. Абе, кај нема врска. Ако се лаже. Ама не, Абе, го видели како се вцрвени. па како не, сите па така лажат, кога лажат ќе се вцрват, затоа до крај на интервјуто беше црвен како пиперка. Гледаш кога ќе го соочите со прашање кое што Види, он на сите одеше округло, па на чош на сите прашања. ВПМБ не мастер едно само не кажа. прашува одговорот каде е, немаше одговор. Нема, па за на никој прашање нема одговор. Одговорот стои. значи види. Кога е фатен кај излажал и кога ќе осоочиш, напад е тоа. На црвенило. Напад, брутален, не знам што е, тогаш не е пријатно, не е тоа, не знам, не се сека, не ќам да навлегувам во тоа. Па на Кирил Петков си му зборал, бе, човече. Осте на Кирил Петков си зборал и на луѓе од партија. На Кирил Петков. Види, ако нешто научил да лаже и да манипулира и на едно прашање не даде Абе, прецизен одговор. 3 сати да збориш и да не кажеш ништо, мислам, тоа е Стварно стварно треба да си талент. гениалец. Талент. Ајде да видиме Ај како се спаси од војниот рок. Ај. Само да видам како Само да беше го најдеме нас- видеото, имаше он едни изјави кај што викаше дека бил доброволец од 2001. Дека он во 2001 се пријавил да ја брани државата. Ама ние му ја правевме, ја му Да, ја да, правев да, таа да. споредба, он на Али Ахмети му викаше јас сум земал пушка, немој да се занесуваш демек. Да, 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 и најди го, овој му најди го рече, абе кај ти си земал пушка? Он тогаш ко Италија беше. Да. Тоа е објава Не, на а, Facebook. не, не, точно. не, не. Пријава беше Кога во ви- период да, да. кога беше Де- конфликт. де пушти го прво. Да, но Де да го видиме прво. Де да видиме како он бил у војска, леле, како лажеш. Еве, магично му ја изгубиле пријавата за доброволец во 2001. Е, така е. Ај, пушти го. Он сакал, ама Ама ја изгубија. не, доброволната пријава беше во период кога беше конфликтот. 2001. Да, но тоа што бидејќи не бев служел во војска и по некоја магична Колку години имаш тогаш? па 24. 24. Да, Значи 24. се пријаваш доброволно да... Да, да. Кој побуди се случија? Се вратив тогаш од Националните? Италија. Добро. Ми беше тешко. Посебно ми беа тешки сликите кога луѓето од Тетовско, поготово Теаречко, доаѓаат тука во Скопје. Но тогаш, пошто немав служено, го прекинува мојот престој во Италија, се вратив тука и тогаш не бев примен, поради тоа што не бев служил, но некако и бев исчезнато там евиденција за служење воен рок, бидејќи нели на 18 години тогаш беше нормално служењето на воен рок. Беше исчезнато моето име. И потоа го запиша, но потоа почна Фонко приказната и така натаму. Значи до тогаш немаш служено? Не. И потоа 2003 година. Потоа е веќе кога јас заминувам во армијата. А 2001? Кога се пријаваш доброволно? Тогаш ме запишуваат во тие книгите, ги поминувам тие лекарски тестови, се завршува конфликтот и поканата доаѓа Аха, веќе заврши конфликтот. Да, Така. да.
Значи он као наводно се пријавил за Ама не го доброчечек, за прифатиле, не доброволец. го Ама прифатиле. таа пријавата негова ја изгубиле у моментот и Затоа што нема служба да, на војна. и тек у 2003 ја нашле пријавата негова и у 2003 го викнале у војска. Иначе он у 2001 би бил, ама ја изгубиле пријавата и затоа не го викнале и тек у 2003 после ја нашле пријавата и го викнале да служи војска као гардиста у стоел као кип. Да. Тоа прави. А 2001 имал желба. А За да 2001 ја брани бил државата. не бе. Лажи и за Па тоа. лаже. Знаеш зашто Затоа што лаже? бил у Италија. Затоа што 2001 Он бил у киднал у Италија. Италија. Бил во Ај, Италија. да Па пуштиме киднал бе, што киднал во пишува во Италија. официјалната, тоа што ти го пуштив јас. Пушти го првен тоа. Еве да погледнете што пишува во официјалната биографија на Христијан Мицкоски. Оваа биографија е објавена на сајтот на ВМРО ДПМН кога станува Христијан Мицкоски председател на ВМРО ДПМН. Значи многу добро си објаснува од која до која година, каде студирал, каде бил, како бил и зошто бил. Ајде да видиме. Ајде. Маги тешки му имаат фрлено. Не е добар. Ај. Спреми го статус. Не, ама пишува статус му се карува Али Ахмети. Два пати истото си го ставам, ама нема врска. Ајде. Според Ајде мечка намали го. Според биографијата, Христијан Мицкоски студирал на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 1996 до 2001. Од 2001 до 2002 година првиот човек на ВМРО ДПМН престојувал во Италија каде студирал една година на Универзитетот во Перуџа и Сиена, Италија. И како си се пријавил за доброволец? Зашто лажеш? Ма пак лаже, цело време лаже, слушай. Многу. Како во 2001, онако се пријави, вака се, он да се пријавил 2001 за да биде за Ги да изгубиле оди, документите. не, за да оди, никој немало да му прави проблем што нема одено. Абе нема врска тоа. За тие што беа доброволци имаше обука. Ама па имаше тоа три- сакав да кажам. И 30 си има обука 30 за дневна сите. имаше за Па доброволци. дали мислиш дека сите што беа доброволци и резервен состав во 2001 дека сите беа одени војска, не имаше обука специјално, брза обука за да може за 30 дневна обука имаше за да сите може да доброволци што. да може да ракуваат со оружје, да знаат главните работи што Е, треба. сега. Онако бил, него го одбиле пошто баш тогаш виделе дека немал одено војска. Па кој го лажеш бе? Леле, кога. Сега сврти Па се прочитай. срамота. Прочитай го. ова. Чекај, ама и друго. Прочитай го ова. Што? Басните за 2001 може Али да ги раскажува на Димитар Ковачевски. Првиот се храбри од своите удобни хациенди од зајазно дека албанскиот народ исто како морскиот глад. Вториот како дезертер од 2001 секој му поверува и мора да се спореди да прави друг пат. Добро нека гледаат и да што кажува не даваат кон ДСПС и јас пак мислете дека ќе се пофалат со нова фабрика. А ова е меканицко. Па оне. А ова Мицко го пушта, ова му е слика од заклетва од 2003 година. Како бе ти сега на Али Ахмети му викаш да не раскажува басми за 2001, кога он бил командант у 2001. А ти у 2001 бил во Италија. Си бил у Италија студент. И ти си фатил пушка у 2003, која немало потреба. Ама Кога стварно, и зашто кога отишол сте во носеле војска пушка за 2003? слика или евентуално на обука со чорци. Не знам. Зошто имаш потреба од вакво лажење, човече? Зина, Абе скина. му изгубиле. Значи, овдека лани на 28 јануари си викал дека ти да не, ова басни за 2001 демек ти Он за ти 2001. знаеш у 2001 таму си бил, али да не кажува басни. Сега викаш у 2001 ти ја изгубиле пријавата, ау како се вика во биографија си напишал дека у 2001 си бил студент у Италија. Зошто лажеш? Зошто лажеш? Боле би било да речеш штета у 2001 што бев студент, иначе ќе идев по ровови, ова ќе правев.
Види, 2001 јас не знам дека некој што се пријавил доброволец бил одбиен. Или му го изгубиле или му документите. изгубиле дека не, дека бил одбиен затоа што немал служено воен рок. Таков случај нема. Кој е тој? Дайте ми оружје, вика да идам да се тепам на столата си и уште еден од кисела вода. Кој бе? Од одсек за овако. Кој бе? За опрана. Не знам како си. И вага внутра, дайте ми оружје, лата сме ги дојдевам. Да ме Борче вика, запиши му име и презиме, вика на човеков да му даеме оружје да иде на овако. Што бе вика да ми даете оружје? Па не ги сакаш оружје. Што бе да ми даете оружје? Ево, а ти државата дај оружје на оружје. Так се сврте човекот си. Се отиде. Не, види, значи налагите на Мицко нема крај дефинитивно. 2001 дека он се пријавил доброволец и го одбиле затоа што немал служено воен рок, а тогаш како што беше ситуацијата, Све се бара. нека да. Тоа се мораше да биде по пиест. Не, сам да кажам сите беа примани или прифаќани. Не бе човек, затоа си постоеше единица што имаше за брза обука да му направат на сите тие што се доброволци. Тука немаше дали си имал служено воен рок или си немал. Да. Одбивани беа само наркомани, вика Велко. Или ептена кои имат дефекти нешто у главата, ги одбиваат, да. Веројатно го одбиле за тоа. Затоа што наместо Не, да ова не е испука многу- кај што ова не е треба. многу важен коментар од Велко Апостолов, вика одбивани беа само наркомани. Да. Ја не знам. И ја не знам. Ја го цитирам Велко. Пошто и Италија знаеме зашто бил отиден, а не да студира, Да. така да ќе се согласиме со Велко. Work and travel. Да. Така викаат они се. Масхев Гежес вика после емисијава пуште полициска академија. Види, после ова не можеме поише да се смееме. Жави ќе Драган пуштиме. Пројчевски вика мечка секој што се пријавил одма го зема, даде. Ама знам, таму бев. Наталија беше И јас таму Помошник бев и министер беше. знам дека, затоа реков, освен наркомани, да, друг не сме одбивали. Затоа што... Така да, Мицковски по не знам кој пат лаже.